И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на InTouch. Како да се обратиме во време на потреба. Секој има потреби во животот. Некои од тие потреби може да бидат материјални или физички, или можеби да бидат емотивни или духовни. Кога имаш потреба, каде одиш по одговорот? Па многу луѓе одат по различни патишта за одговор на нивните потреби. И често тие патишта ги враќаат од каде што се почнале, без задоволени потреби. Бидејќи има многу силни измамнички ставови и патишта по кои луѓето одат за да си ги задоволат потребите. А особено е вистина во областта каде што се емотивните и духовните потреби на луѓето. Вистина е исто во физичкото и материјалното. Каде одиш кога имаш потреба во животот? Има ли место? Има ли многу места? Пример, кога имаш емотивна потреба, каде одиш за неа? Кога имаш духовна потреба, каде одиш за неа? Каква и да е потребата, имаш некое место каде што се обидуваш на некој начин да ја задоволиш таа потреба. Со оваа порака сакам да ти дадам едно место каде што можеш да одиш со гаранција и без сомнеш, каде што ќе ти бидат потребите задоволени. Кога ќе ти кажам што е, ќе кажеш: не може да е толку едноставно. Тоа не се нештата. Само слушайте внимателно. Сакам едноставно да го замолиш Бог да ти проговори во срцето и да ви покажам дека можеби ви имате некоја потреба или потреби во животот што сакате да ги задоволите, но некако тоа не успева. Сакам да ви покажам како тоа може да успее. Свртете на глава 4 во Евреите. Сакам да преправиме неколку стихови од оваа поглави. И додека свртуваме, сакам да погледнете во 12-тиот стих. Божјата порака е жива и делотворна, поостра и од најостриот меч со две сечила. Таа се пробива длабоко во нас до нашите најдлабоки мисли и намери, сугулувајќи ги душата и духот во нас. Таа ги разоткрива мислите и намерите на срцето. На негов начин кажано, кога го отворите Божјото Слово и почнете да го читате, ќе откриете перспективата на Бог и неговиот поглед во нашите вистински мисли. Што на вистина чувствуваш, кои се твоите вистински желби, тајните желби, јавните желби и твоите маки и болки. Со други зборови, Божјото Слово ни помага да се разбереме самите себе и да се видиме како што Бог не гледа. Значи, според тоа, еве што вели тој почнувајќи од 13-тиот стих. И нема создание сокриено за него, туку се е голо и откриено за очите на оној пред кого ние ќе одговараме. Имајќи го првосвештеник кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата, зашто ние немаме таков првосвештеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се, како и ние, освен грев. И така слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да најдеме милост за благовремена помош. Сега го поставуваме прашањето: каде ќе бидат твоите потреби задоволени? Сега, внимавајте, или ѓаволот ќе ви измами. Има едно место каде што секогаш ќе го има правилниот одговор, бидејќи тој секогаш ќе ти го даде правилниот одговор. Тој сака да ти го даде одговорот, да ти ја задоволи потребата. Се работи за една личност, Исус. Сега, со остатокот од поракава, сакам да ви покажам зошто тоа е вистина. Значи, какви и да се вашите недоумици со Исус и така натаму, сакам да бидете доволно искрени да го слушнете Божјото Слово. Зошто ви кажале дека по Исус одиме?
Слушайте, за нашите потреби, што и да се. Вие велите, но што ако е некоја финансиска потреба? Тој знае да ти даде насока, за да ви ја задоволи таа потреба. Да предпоставиме дека е здравствена потреба. Тој е големиот доктор, да кажеме дека е некоја емотивна потреба, како депресија. Тој е одговорот на секоја наша потреба. Се што сакам да направите е да бидете искрени и отворени спрема Божјото Слово. So look what he says in this 13th verse, because he makes it so crystal clear. Гледайте, бидејќи тој јасно става до знаење дека Исус знае се за нашите потреби. Ние мислиме дека знаеме некогаш, но пример, мислиме дека точно знаеме кои се нашите потреби. И Господе, еве што јас сакам да направиш. Некогаш не знаеме што се. Забележите што тој кажа. Тој рече во овој конкретен пасус и тоа на различни начини. Но овде тој вели, нема создание кое е скриено пред него. Тоа значи, Господ ја гледа секоја личност. Тој знае се за нас. Туку се е откриено. Слушайте, и голо. Тоа значи откриено. Пред очите на оној пред кого ние ќе дадеме сметка. Што значи, оној пред кого ние сме одговорни. Тој го гледа секое нешто. Тој ги знае сите наши потреби во секој ден, секој саат и секој момент. Тој знае. Велите, значи, зошто да одиме кај Исус? Ајде да ве прашам ова. Кој друг ве знае толку совршено? Тој е едината личност во постоење што знае се за нас. Однатре, однадвор, што размислуваме, како размислуваме, зошто правиме, што правиме, нашите дела, мотиви, желби, тајни гревови и нештата на отворено. Тој е единствениот што знае. Исус е тој пред кого треба да одиме за нашите потреби, без разлика какви се. Сега, овде има втора работа која сакам да ја забележите, а тоа е ова. Тој спомнува овде. Исус е нашиот првосвештеник пред тронот на Бог. Сега слушајте многу внимателно, кога некој вели, па каков првосвештеник? Јас не сум премногу заинтересиран за тоа. Треба да бидеш. Еве ја причината зошто. Во Стариот Завет, например, Господ го направи целиот систем за нацијата Израел да расне и да им прати спасител. Уште дури од градината. И низ целото писмо има жртви и во овој систем, што Бог го воспостави меѓу својот народ, имаше голем првосвештеник, кој влезе во светињата на светињите, каде што никој не можеше да оди без да го изгуби својот живот, освен првосвештеникот, еднаш годишно, да ја стави искупувачката крв на јагнето, за да ја признаат грешноста на нивниот народ. Сега, тој голем првосвештеник беше символ на многу работи, но најповеќе од се беше навестувач на големиот првосвештеник што ќе дојде. И тој вели овде, затоа да се држиме непоколебливо до верата што ја исповедаме, бидејќи го имаме највозвишениот првосвештеник, Исус, Божиот Син, кој отиде на небото. Тоа е Исус кој умре на крстот, беше погребан, воскресна. 10 глава вели дека тој е сега десната рака на Таткото и прави посредување за нас. Сега, зашто е сето тоа и каква врска има со задоволувањето на нашите потреби? Престолот Божи е каде што тој седи покрај Отецот, а тој престол е многу битно место. И во Светото писмо, например, престолот се спомнува многу пати. Во ова поглавје е престолот на благодат, престолот Божи во Матеј, престолот Божи и на јагнето, славниот престол, големиот бел престол, вечниот престол. Тој е збор што укажува кралство, моќ, авторитет и власт. Исус е владеачкиот Господар кој седи од десната страна на Отецот и не застапува нас. Сега, каква врска има тоа како Бог ги задоволува моите потреби? Едноставно, ова Библијата вели, зашто сите ние сгрешивме и никој не успеа да ги достигне Божите возвишени стандарди. Слушайте внимателно. Сите ние сгрешивме и сме лишени од Божјата слава. Светото писмо вели дека нашите гревови не разделија од Бог. Затоа вистината во нашата врска со Него пред да дојдеме до спасение е дека ние сме грешници, дека сме сгрешиле против Бога. Живеевме како сакаме, правиме како што сакаме и сите наши гревови не разделија од Бог. Затоа мора да прашаме. Слушайте внимателно, бидејќи сакам да повторам нешто 4 или 5 пати. Прашајте се ова. Сите знаеме дека сме грешиле против Него.
upon what basis на која основа може да се can you обратите go на to светиот Бог, holy God, who кој has е no без sin грев? in his presence? God Бог is е light, светлина there's и no нема darkness темнина in во him него at all, според the Светото Scripture писмо. says. On На what која basis основа can можете you да одете go кај to God the Бог Father Отецот and и да pray очекувате Бог да ја чуе and и да expect одговори God на to hear вашата and answer молитва? your prayer? You Дали recognize препознаваш how дека prideful нема that да is, препознаеш that се you, додека не ја a разбереш sinner, светост? separated Дали by your sins препознаваш from колку е тоа absolutely горделиво, holy God, дека ти, and you're грешник, expecting оделен him to преку hear твоите you гревови од on the светиот Бог basis that и you have очекуваш not been too тој да bad те and чуе you've на been pretty основата good? дека не си бил толку лош, Now, you may not туку like си the бил way I добар. say this, Нема but да it's ви the се truth. It is допадне an она што act ќе of го pure кажам, но pride тоа е вистина. and Тоа е акт deception на гордоста, and измама, ignorance незнаење and и недоразбирање. Еве Because што here's what the направил great high големиот priest did in the првосвещеник Old Testament. во Стариот Завет. Presented Ја пренесе presented жртвената the крв blood of a sacrifice to да ги atone искупи гревовите на for the нацијата sins of the Израел. nation of Israel. When Кога Jesus Исус came, дојде, he тој came as дојде the како great high големиот priest. првосвещеник. When Jesus came, he came Исус дојде as the како последната Father's жртва на Отецот за final гревот and на ultimate целото човештво. sacrifice for the sin of all mankind. When Кога Jesus Исус Christ went to the Христос cross, he отиде went на to the cross крстот, as a lamb. тој отиде како Божјото As the јагне. Lamb of God. Тој дојде He на came овој into свет, this но world, само да not поучува, just to teach and проповеда и preach and лекува, heal, though he did иако those ги things. правеше He тие came работи. primarily in order to Тој најпрво дојде die за да умре и да ја and пролее shed неговата his крв blood на at Голгота. Calvary, and the shedding of his blood at Calvary atoned for И неговата крв paid the на sin debt of Голгота all го mankind искупи in full гревот на in целото one act човештво and во one еден moment of момент. time. So За that јас и ти you да and I имаме would пристап have до светиот access to Бог. holy God. If and when we Кога ние го accept прифативме Исус Jesus како наш Christ личен спасител, Синот as Божи, our personal тогаш Savior, прифаќаме which дека means тој that we умрел за accept нашите Him гревови. as our Така имаме atoning пристап, sacrifice бидејќи for our sins нашите гревови and се искупени, receive Him крвта на Исус as ни our дозволува да Savior, пристапиме the Son кон of светиот God. Бог. Now, Сега, That's how we have access. Because now our sins have been atoned for. It is the blood of Jesus that makes it possible for us to approach holy God. Now, the third третото thing I want нешто you to што notice сакам да го is забележите that е the ова. Scripture says that Светото писмо вели дека Исус сочувствува со sympathizes with нашите all of our потреби. needs. Look at this Гледајте го passage. овој I пасус. want to read it a couple Сакам да го times. прочитам два пати. Watch this. Внимавајте, 15 стих. 15. Зашто For ние we do немаме not have a high првосвещеник priest кој не може да who cannot сочувствува со sympathize нашите with us. слабости? That is, Jesus is one Тоа who е, sympathizes. Исус That е is, тој кој he сочувствува. can Тој може feel да and го sense осети и this, доживее experiences сето this. ова. But Туку one who has оној been кој бил tempted искушуван in во се all како нас, things as we are, освен yet гревот. without sin. Now, let's think Сега да about that for a размислиме за moment, тоа, because that's an бидејќи тоа е awesome одлична изјава. Look at Погледнете this го овој passage. пасус во In that втора second глава, chapter, во the 17 verse, стих. what he Што кажа said. тој? And he И го said кажа it so толку clearly. јасно. Therefore, Затоа he тој had to мораше be да биде made како like нас. us. That is, the Тоа е incarnation Исус, is that God олицетворението the на Бог, Son дојде came на in овој this свет во world in the форма на form of бебе, a baby, роден born of од the Virgin девица Mary. Марија. He Мораше had да to be биде like како us, нас, како growing up тинејџер as a и како child, млад as a човек. teenager, and as a young man. And he says here, И тој вели therefore he овде, had to be затоа made тој like мораше his да brethren стане како in своите all браќа во things се, for a reason, so that за да what? што? He might За да become биде merciful милостив и верен and првосвещеник faithful пред high Бог, priest in things за да pertaining to изврши God to make помирување за propitiation гревовите на for the sins луѓето. of the people. Now, Но why was зошто? that? Тој вели, He says, for since затоа he што и himself самиот was трпеше кога беше tempted искушуван. in that which he was, Тој he може да им suffered, помогне на he is оние кои able се to искушувани. come to the aid of those who are tempted. Now, Ајде да го погледнеме Let's look at this for a ова moment. за момент. Кога When we think мислиме about за Jesus искушението being на tempted, Исус, we usually think обично about Jesus помислуваме being на in тоа the кога бил wilderness, being искушуван tempted by од the дјаволот во devil. Do you think пустина. that's the only time he Мислите got дека само tempted? тогаш бил He was искушуван? tempted- listen, he was Тој беше tempted from the искушуван, time he was слушате, young. тој беше He was искушуван tempted уште in од those мал. early years. He Тој was беше tempted in his искушуван во adult тие years. рани He години. was tempted- Тој listen, беше he was искушуван tempted како even возрастен. to the cross. Тој беше искушуван. Тој беше искушуван дури до Tried. крстот. Искушуван на секој In начин. every way. Некој би рекол, чекај малку, сакаш да кажеш дека Исус бил искушуван на секој начин како и ние? Па што вели? Вели дека тој беше искушуван во се. Ова е причината зашто тој сочувствува со нас. Да сочувствуваш со некого значи да ги осеќаш нивните чувства, нивната болка, загуби и се друго што и се случува во животот. Дека тој беше искушуван како нас, значи што и да мислите. Например, кога тој почна да проповеда, луѓето го отфрлија. Значи, тој знае за отфрлање. И тој беше искушуван од дјаволот, да стане горд,
и да се фрли од храмот. Тој беше искушуван на секој можен начин. Тој имаше тага како било кој друг. Тој сигурно ја осетил булката на отфрлањето од неговата цела нација. Значи, тој знае за отфрлање. Тој знае за тагата пред гробницата на Лазар и за тагата на луѓето околу него. За осаменоста на ноќта на неговото раснување и пред неговото раснување, сите негови ученици го оставија. Од сите моменти во неговиот живот, кога му требаше уверување и помош, тој и рече, гледајте, може ли да одите и да се молите некое време? И после тоа, тој отиде и ги најде како спија. Тој знаеше се за осаменоста и отфрленост. Тој знаеше се за болката на крстот. Што е да е твојата болка, твоето страдање, тага, искушение, мака. Тој вели, јас бев таму. Значи, тој почувствувал нешто еднакво на она што ние го чувствуваме, без разлика во која ситуација во животот. И кога помислиме на неговата титула, големиот првосвештеник, тој ги плати нашите гревови на крстот. Синот Божи, олицетворението на Бог, што дојде на овој свет да умре за нашите гревови. Тоа е нашата врска со Него. Тој е наш Спасител и Господар. Тој ги знае нашите потреби и неговата желба е да бидат исполнети. Кога размислувам за тоа, размислувам и на кој начин тој не љуби. Забележите во овој пасус дека тој го кажа тоа два пати. Погледнете го ова. Тој само што кажа дека знае за нашите потреби и така натаму. Го кажува базирано на ова, бидејќи ние имаме голем првосвештеник. Потоа, откако повторно зборува како е сочувствителен, тој вели: и така да пристапиме смело кон престолот на благодата, за да примиме милост и благодат. Значи, кога имате потреба во животот, вие имате пристап до оној кој точно знае како се чувствувате. Точно знае како да ви излекува, како да помогне низ тоа и како да ви ја исполни потребата, без разлика што е. Но јас би те прашал ова, каде одиш прво? Дали ги повикуваш своите пријатели? Му кажуваш на некој друг како се чувствуваш? Тој вели, сакам да ми кажеш на мене. Тоа значи, затоа, бидејќи се ми е познато. Јас сум големиот првосвештеник и можам да се справам со тоа. Затоа, бидејќи сум сочувствителен, затоа сакам да ми се приближиш со доверба. Зошто тој го вели тоа? Затоа што ние имаме право на тоа. Ние доаѓаме под крвта на Исус Христос. Тој е откуп за нашиот грев. Тој ја отвори вратата. Тој вели, треба да дојдеме смело кон престолот. Сега, внимавајте, тој вели, смело до престолот на благодата. Најдете милост и помош во време на потреба. Сега, гледајте го ова. Еве што е милост. Внимавајте, во милост Бог не ми го дава она што го заслужувам. Го свативте ли тоа? Во милост, тој е малку милосрден. Тој не ми го дава она што јас го заслужувам. Во благодат, тој ми го дава она што јас не го заслужувам. Јас не заслужувам благодат, но тој сепак не благодатствува. Во милост, што прави тој? Тој не ми го дава она што го заслужувам, затоа што, ако го стореше, ќе ми избркаше. Тој вели, дојдете смело. Сега слушайте, тоа не значи непочитување. О, човекот е горе, јас ќе му се обратам. Кој да е таму горе? Многу непочитување. Ние сме го заборавиле фактот дека Бог е свет. И ние доаѓаме кај Него. Треба да дојдеме кај Него во дух на покорност, понизност и скромност пред Него. Ќе ви кажам начин како можете да проверите дали го почитувате Бог или не. Сега тој вели, кога ќе дојдете, можете да дојдете смело, со доверба, затоа што јас сакам да дојдете. Тој вели, гледајте, ова не е престол на суд, ова не е престол на осуда, ова не е престол на отфрлање, ова не е престол на награди или конечни награди, тоа е престол на благодат, милост, љубов, прошка, чистење, нов почеток, се што ни треба, што и да е тоа. Значи, сакам да размислите за нешто за момент. Вие велите, па јас сум скромна личност, не сум горделив. Дозволете ми да ве прашам. Ако ви кажам,
Сакам да ви предложам да почнете вечерва пред да си легнете. Вие и вашата потреба сакате да му ја донесете на Отецот. Сакам да ви предложам, еве што треба да направите. Клекнете покрај креветот и му го читате овој пасус на Бог. Сега знам дека тој знае се. Читајте го овој пасус на Бог и кажете: Господи, ти рече дека знаеш се во секој случај. И ти рече: Исусе, ти ја пролеа твојата крв за мене. И рече дека точно разбираш што чувствувам и какви се моите потреби. И рече дека имам право да дојдам кај тебе и што и да е, јас ќе најдам милост и благодат да ми помогнат во ова време на потреба. Дали си спремен да клекнеш и да му го прочиташ тоа писмо на Бог и да му кажеш какви се твоите потреби? А причината зошто би клекнал на колена пред него е едноставно заради тоа кој е тој. Тој е праведниот, светиот Бог на кого му нема рамен. Ќе ви кажам нешто. Тоа ќе го трансформира твојот молитвен живот. Бидејќи она што го правите е дека клекнувате пред светиот Бог и ја признавате неговата светост, неговата праведност, неговата совршеност. Ја признавате неговата сезнајност, дека тој знае се за вас. Ја признавате неговата моќ, тој има моќ да ги промени сите околности во вашиот живот. Ја признавате неговата благодат и неговата милост, дека тој би ве поканил да дојдете за да ви биде простено или да ви биде помогнато, што и да е тоа. Што би ве спречило да го направите тоа? Може би ќе кажете, па не морам да клекнам за да се молам. Не, не мораш. Зошто не би? Знам дека некои луѓе може да имаат физички проблем. Но сакам многу сериозно да ве прашам, што би ве спречило да го отворите неговиот збор за овој едноставен пасус од Светото Писмо, кој е еден од најважните пасуси во кој се врти околу охрабрувањето? Што би ве спречило да клекнете на колена и да признаете дека ви е потребен тој и дека немате право да дојдете кај него освен преку крвта на Исус? Што би ве спречило да го направите тоа? Едно нешто правенствено. Гордост. Немам потреба да го правам тоа. Бог ме разбира. Се справив со тоа без неа. Немам потреба да го правам тоа. Тоа е еден од најлошите гревови што можете да ги направите. Гордост. Затоа што она што го кажувате не ми треба. Или може би некој грев во вашиот живот од кој не сакате да се откажете. Не сакате да го оставите. Значи, сигурно нема да седнете и да го прочитате овој пасус за фактот дека тој знае се за вашиот грев. Тој ќе го трансформира вашиот молитвен живот. Еве што ќе се случи. Ќе станете сериозни во врска со доаѓањето кај него. Ќе станете сериозни во врска со вашиот однос со него. Ќе станете сериозни во врска со признавањето на неговата светост. Кога размислувам за сите желби на срцето Божје, што е воопшто обожавање? Не треба да обожаваме ништо друго освен Божјата личност. Гордоста ќе не држи од клекнување на колена. Гордоста ќе не натера да рационализираме и да кажеме, па не мислам дека тоа е потребно. Но, може би не е потребно. Но, дозволете ми да ве прашам, кога последен пат направивте нешто што беше индикација за вашето признавање на неговата светост, вашата недостојност и неговата огромна љубов да не спаси? Ве предизвикувам да го направите тоа. Бидејќи, видите, се однесува на она што тој го прави за нас. Се однесува на тоа тој да ги задоволи нашите потреби. Тој знае се за нив. Тој ја платил цената. Тој е спремен да го стори тоа. Ние имаме пристап до него. И тој вели, дојди смело. Дојди со доверба. Јас чекам. Сакам да ти помогнам. Сакам да ги задоволам твоите потреби. Но мора да дојдеш по неговиот начин, преку крвта на Исус.
И јас би ти рекол, пријателе мој, ако никогаш не си бил спасен, ако никогаш не си поверувал во Исус како твој спасител, еве што сакам да разбереш, без разлика што некој ти кажува, што некој тврди, колку книги читаш, колку проповеди слушаш, колку пати одиш на исповед. Еве една вистина што е апсолутно вечна, неоспорна. Исус Христос, роден од девица, Син Божи, дојде на овој свет со примерна цел да умре на крстот и да ја пролее својата крв на Голгота, за да можат сите што ќе го прифатат како спасител да го примат и како голем првосвештеник кој седи на десната страна на Отецот, посредувајќи се, овозможувајќи ни тебе и мене да дојдеме кај него, за да ги задоволиме нашите потреби. Тој е вечен израз на љубов. И да го отвориш него, значи да ја отвориш својата единствена надеж. Да го прифатиш него, значи да го започнеш животот од сосема поинаква перспектива. И тоа е мојата молитва за тебе. Татко, колку сме благодарни за твојата прекрасна љубов. Ти ни кажа, дојдете смело кај мојот престол. Ке најдете милост и ке најдете благодат. Татко, не можеш да го направиш поедноставно од тоа и ние само сакаме да ти кажеме дека ти благодариме и се молиме за ова во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.